Добар ден! Денеска е среда, ново издание на Алфа Ординација, секако со нова тема. Верувам дека уживате во зимското сонце и го користите максимално за да прошетате, да се раздвижите, да земете малку почист воздух од оној што го имавме во месец јануари, сосема оправдано, но секако во 12 часот треба веќе да бидете дома и во удобно столче да почнете да ја следите нашата Алфа Ординација. И денеска имаме тема интересна, иако ги засега жените, сепак не е исклучено мажите да гледаат заедно со жените и секако да учествуваат во реализација на денешнава тема. Се работи за женска неплодност, ќе го погледнеме прилогот кој е вовед во денешната тема, а веднаш потоа ќе ви ја представам нашата денешна гостинка. Неможноста на жената да забремени често е проблем со тешки како физиолошки, така и психички последици. Воспоставувањето на точните причини е определувачко за назначувањето на правилно лекување. Тоа сепак не е секогаш толку лесно. Се земаат предвид различни фактори кои влијаат на можноста жената да забремени. Меѓу причините за неплодност кај жените кај 39% од случаите на прво место стои проблемите со созревање на јајцеклетката. Овие прекршоци пред се резултат на неправилната работа на хормоните, кои го контролираат развојот на јајцето, но понекогаш за тоа може да се виновни и самите јајници. Например, кога како резултат на воспаление или хормонални нарушувања се појавува циста. На второ место, 30% меѓу причините за неплодност кај жената се пропустите во јајцеводите. Кај неплодната жена тие може да бидат затнати или оштетени. До тоа водат најчесто спојките, израснувајќи по операцијата во абдоменалната празнина, воспалителни процеси во јајцоводите и матката, а исто така ектопична бременост или абортуси. Недостатоците на јајцеводите многу често се предизвикуваат од болести кои се пренесуваат по полов пат. Уште една причина за неплодноста кај жената се проблемите со каналот на грлото на матката. Кај здравите жени тој целосно е исполнет со слуз. Таа е потребна за да можат сперматозоидите лесно да го надминат грлото на матката и да се приближат до јајцеклетката. Во случаите кога таа слуз е малку или премногу леплива, со нарушен хемиски состав, сперматозоидите заглавуваат по средината на патот. Ова најчесто се случува кај полови инфекции при прекршување на работата на слузообразувачката жлезда, кај ерозија или воспаление на грлото на матката. Друг проблем е падот во имунолошкиот систем на жената. Во слуз на грлото на матката се појавуваат супстанции способни да ги оштетат и дури да ги уништат сперматозоидите. Дефекти на матката исто така може да предизвикаат неплодност. Овие дефекти може да се должат на воспалителни процеси, бенигни карциноми и цисти. Има уште едно посебно заболување кое обично доведува до неплодност, а тоа е ендометриоза. Клетките распоредени во внатрешноста на матката почнуваат да растат во јајниците, јајцеводите, вагината и органите на малата карлица, како резултат на што се појавува неплодноста. Мислам дека сте подготвени заеднички денеска да направиме една убава емисија, се разбира со нашата денешна гостинка, доктор Снежана Адамовска-Клисаровска, специјалист по гинекологија и акушерство, одел за асистирана репродукција од Аџибадем Систина болницата. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, поздрав до вас и до вашите гледачи. Денеска имаме една тема која што секако не ја засега само жената, иако имаме женска неплодност формулирано тема, секако во тоа учествува и мажот, но повеќе ќе се фокусираме на она што е практично центар на внимание кога станува збор за неплодност жената, иако нели ќе го споменеме и мажот. Па ајде да кажеме на самиот почеток кога велиме дека станува збор за неплодност, колкав период треба да помине, што треба се да се случи за да еве вие кажете дека е неплодност. Убаво прашање на почеток. Точно ние секогаш го разгледуваме брачниот пар. Фокусот нека биде на проблемите кај жената, меѓутоа во нашите ординации доаѓа брачниот пар со проблем дека не може да постигне бременост. Кога би сакале да го дефинираме проблемот, би рекле дека ако после една година редовни незаштитени сексуални односи,
парот со намера да постигне бременност, а таа не се случила, треба да кажеме дека веројатно постои некаков проблем и дека треба и дека е време да се обратат во нашите ординации. Ова важи за претежно за паровите каде што жената е помлада од 35 години. Новите сознанија и сознанијата дека жената почнува после 35-та година рапидно да ги губи резервите на јајни клетки, велат дека после 6 месеци планирање да се постигне бременност, ако не се случила, за пациентките кои што се постари од 35 години, веќе треба да се обратат во нашите ординации и да побараат помош. Ми се наметнува прашањето тука да го поставам. Во последно време има ли поголем број случаи на брачни парови кои што одат на тие испитувања и се соочуваат со ваков проблем, за разлика од порано? Видите, во светот статистиката не е нешто значајно променета, меѓутоа нашето искуство поинаку зборува. Од прилика 15% од паровите во првата година не постигнале бременност и тие се оние кои што треба да дојдат и да се обратат за евентуални испитувања и лекување на брачната неплодност. Меѓутоа, од нашите пациенти, од нашето секојдневие, работејќи оваа проблематика, мислам дека таа бројка е значајно поголема. Ова може би затоа што покасно се стапува во брак и дури кога се во брак, паровите ја планираат својата кариера, градењето на заедницата, па после планираат да дојдат деца на светот. И се случува после 35-та година, она што пред малку го спомнав, да ја планираат бременност и од тука веќе проблемот значајно може да се зголеми. Мојот впечаток е дека еден на 7-8 парови сигурно има проблем со постигнување на бременност во првата година од животот, заедничкиот живот. Ајде да кажеме од што се состојат тие испитувања на самиот почеток од реализација на темава, бидејќи и тоа е долготраен процес и испитувањата и сето тоа што води кон саканата цел, но ако резултатот вроди со успех, тогаш среќни се сите, забораваат на оние минати денови кога сето тоа траело можеби и предолго за нив. Да, јас често знам на моите пациенти да кажем, вие сакате бебе, јас сакам успешно да си ја работам работата. Значи, сите со заедничка и иста цел да се постигне бременност кај парот. Кога парот доаѓа со проблем дека не постигнале бременност во првата година од брачен живот, а имале намера за тоа, генерално треба да започнеме со распрашување, со добра анамнеза и на двајцата. Ова особено е важно, затоа што не само репродуктивното здравје, општата состојба на организмот, значи целокупното здравје на жената е многу значајно пред да поминеме на испитувањата кои што ќе ги бидат назначени кај жената и кај мажот. Ова го кажувам затоа што претходни болести кај пациентката, претходни оперативни зафати, други болести кои што ја засегаат општата состојба, како што се ендокрини болести, диабетот, автоимуни реуматски болести кои што бараат постојана терапија и како знаат да влијаат на репродукцијата, односно на неможноста да се постигне бременност. Особено ако станува збор и за други оперативни зафати во абдоменалната регија, независно и да не ги вклучуваат репродуктивните органи, можат да бидат причина за воспалителен некој процес или постоперативни секвели во адхезии, значи сраслини кои што ќе оневозможат проодност на тубите и тубарен фактор за неплодност и пациентката сигурна дека после првата година нема да постигне бременност и ќе дојде во нашата ординација. Меѓутоа, ако не ја распрашаме, ако не земеме добра анамнеза, може и да лутаме со поставување на диагноза за причините за брачна неплодност. Затоа секогаш почнуваме со добра анамнеза и за двајцата партнери, а дури потоа назначуваме испитувања. Кога зборувам за анамнезата, значи, освен за општата состојба на организмот, значајно е да распрашаме каква е незината
репродуктивна, односно историјата на гениталните органи, дали таму постоело некое воспаление, дали постоело претходно некакво лекување, дали можеби пред овој брак имало некоја несакана или сакана бременост која што неповолно се завршила, каков е менструалниот циклус, дали станува збор за уредни или одложени или чести крварења, постои ли болка во текот на менструација, постојат ли продолжени крварења, постои ли болка при сексуален однос. Сето ова не наведува да помислиме, да размислиме, да, може би станува збор за тоа и тоа, па потоа да бараме со испитувања да потврдиме или отфрлиме некоја предпоставена, да кажам, дијагноза. Тоа е значи почетокот, анамнезата, а потоа одите кон конкретните истражувања. За да биде успешно зачнувањето, што е потребно? За да биде успешно зачнувањето, значи предуслови, фактори. Да. Жената треба да има овулаторни циклуси, значи мора да се ослободува јајна клетка, истата, значи да постои овулација за да може да биде оплодена. Мора да постои партнер кој што има сперматозоиди способни да оплодуваат и мора тубите како фактор, фалопиевите туби да бидат проодни, односно да дадат можност да стигне сперматозоидот до јајната клетка да ја оплоди, а преку истите пак оплодената јајна клетка треба повторно да се врати во матката и да се случи процесот на имплантација. И сето ова што го кажав би требало да биде баш во периодот на плодните денови, значи незаштитен сексуален однос во периодот на плодните денови кај жената, затоа што не сите денови од менструалниот циклус се плодни. Јајната клетка живее 24 часа, сперматозоидот живее 48 до 72 часа и ако пресметаме се на се, само неколку дена постои можност да се постигне бременост во еден менструален циклус. Така. Ова е тоа што природата го наместила и го направила да биде такво какво што треба да биде и да биде, речеме, природно. Меѓутоа, има голем број на фактори кои што влијаат да не дојде до тоа. Ги велиме ризик фактори кои што доведуваат до неплодност. Да кажеме кои се тие? Видете, кога зборуваме сега за ризик фактори, еве да почнеме ризик фактори од надворешната средина, значи од стилот и од начинот на живење, може од тука да започнеме. Исхраната, физичката активност, значи еден здрав начин, практикување на здрав начин на живење е исклучително важен како предуслов за кај пациентката да може да има овулаторни циклуси и да се случи сакана бременост. Многу често зборуваме за подхранетост или за гојазност кај пациентките. Литературата, а и нашето искуство покажува дека пациентките кои што се подхранети, например со интензивна физичка активност, кои што интензивно ослабуваат, например анорексија нервоза. Прво што прават, губат менструација. Ако изгубат менструација, нормално дека нема да имаат овулаторни циклуси и нормално дека не може да им се случи бременост. Кога зборуваме пак за гојазност, проблемот е сосем друг. Кај овие пациентки, заради депонирањето на масно ткиво, постои еден комплетен метаболен дисбаланс и од тука сигурно дека тоа ќе има значајно влијание на овулаторните циклуси. Не само во поглед на зачнувањето, постигнување на бременост, туку кај ваквите пациентки и постигнатата бременост тешко се износува. Значи имаат значајно повеќе кратност, големен процент на спонтани абортуси. Пациентите кога дојдат во нашата ординација не име цел само да постигнат бременост. Истата треба квалитетно да биде износена. Фактори од околината, например, средината во која функционираме и работиме, ако постојат токсични материи, кои што ги вдишуваме. Особено за мажите значајно работење во топла средина, покрај печки со висока температура. Добро знаеме дека тестисите се поставени точно во скроталните кеси за да бидат надвор од температурата на телото. Потребна им е пониска температура од 37 степени за процесот на сперматогенеза да се одвива. Значи, ако некој работи во топла, многу топла средина, тој процес ќе биде успорен и таму и ќе имаме еден, да кажам, лош спермограм и од со тоа машки фактор, еве да кажеме, за неплодност. Така. Што е со пушењето? Знаете, кога спомнав здрав начин на живење, сигурно дека тука спаѓа пушењето. Кога спомнеме пушење, најчесто мислиме на кардиоваскуларните заболувања, на пулмоналните заболувања. Меѓутоа забораваме дека со пушењето
над 1000 и повеќе токсини, нема држата за збор, внесуваме во нашиот организам. Како сите тие неповолно делуваат, значи на циркулацијата, на намаленото снабдување со крв и хранителни продукти до нашите органи, до нашите ткива. Точно се знае, значи испитувањата покажале дека жените кои што пушат неколку 4-5 години порано влегуваат во менопауза. Тоа значи дека ја нарушуваат, пушењето ја нарушува оваријалната резерва, значи ги уништува клетките оваријални, јајните клетки, а со тоа сигурно дека е фактор кој што влијае во намалување на плодноста кај жената. Исто важи и за мажот. Консумирањето на алкохол, ако е прекумерно се разбира, знаеме дека мала количина некогаш стимулативно, вазодилатирачки делува, меѓутоа она што значи консумирање и зависност, веќе станува збор за една патологија и проблем со репродуктивното здравје. Така. На почетокот на емисијата спомнавте вие дека возраста е многу важна и во денешно време девојките над 35 години некако имаат други приоритети во животот, па го одложуваат овој природен процес. Да. За жал, кај жената и кај мажот, но кај жената посебно постои тој биолошки саат. Тоа значи дека се раѓаме со одредена резерва на јајни клетки и истите со текот на годините само ги губиме. Нови не се создаваат. Дури и лековите кои што ние ги применуваме во третманите, значи во лекувањето на брачната неплодност, служат да ги стимулираат постоечките оваријални резерви. Нови нема. Значи ако еднаш ги загубиме од некоја причина, може покасно да зборуваме што се може да влијае во намалување на оваријалните резерви, но возраста како фактор сама по себе влијае. Значи, после 35-та до 40-та година, постапно тој процес почнува. После 40-та година е забрзан, а се смета дека после 42-43-та година само некои 10%, 5 до 10% од пациентките можат да постигнат бременост. Значи, 90% би биле стерилни. Така. Од тука возраста и како е многу значаен фактор. Значи, жените, односно младите девојки, треба секогаш да размислуваат дека планирањето на семејството, постигнувањето на бременноста треба да се случи пред 35-та година. И да не заборавам една работа, семејната анамнеза за рана менопауза. Значи, по женска линија во семејството, ако мајка имала рана менопауза, многу треба да се размислува дали и 35 години се граница. Кај некои пациентки... Да ве прашам, има ли некој оптимален период кој што вие, лекарите, го земате во возраста, да речеме, од до, каде што навистина може безпрекорно да... Ние би сакале, значи тоа сакам да кажам, би сакале до 35-та година најкасно да им се случи првата бременост. Сакаме и порано, но велам трендовите и начинот на живење зборува дека се почесто покасно се постигнува првата бременост. И тоа сакана прва бременост. Намерно се одлага тој процес. Меѓутоа, ова што пред малку напоменав, доколку во семејството постои фамилиарна историја дека има рана менопауза, значи тоа е некоја генетска, да кажеме, предиспозиција, постои веројатност дека некои пациентки, кога таква предиспозиција постои, ќе ја изгубат менструацијата на 40 години, на 35. За жал сме имале пациентки кои што и пред 30-та година влегле во таа рана менопауза. Кај нив нема да можеме да им помогнеме со нивни јајни клетки. Значи ги потрошиле собствените резерви, ги имале помалку од некоја причина. Да не навлегуваме во причините, дали тоа било уште во интраутериниот живот на женскиот фетус, по некоја причина стартот е лош со многу малку резерви или некоја друга надворешна нокса, значи некој надворешен фактор придонел да се уништат оваријалните резерви, во секој случај едно женско новороденче се родило со многу мал број на јајни клетки. И тоа ги губело во текот на животот, адолесценцијата, нели, периодот во редовни менструации, се одлагала првата бременост и се дошло до време кога има жената 30 години и има толку лоши оваријални резерви, кои што зборуваат дека многу тешко би можеле да постигнеме бременост. Ова мора да го имаат во предвид. Да. Ќе ве вратам на делот за исхрана, бидејќи ни го спомнавме вегетаријанството. Зборувавме за анорексични и гојазни, меѓутоа има жени кои што се повеќе се приклонуваат кон еден поинаков начин на живење кога станува збор исхраната. Дали вегетаријанството може да биде ризик фактор?
Видете, јас не сум експерт за исхрана, меѓутоа она што знам е дека балансирана, квалитетна, разновидна исхрана е значајна за организмот. Ако ме прашате зошто, затоа што протеините од животинско потекло сепак содржат одредени есенцијални аминокиселини кои што ги нема во растителните. Не дека растенијата не поседуваат протеини, тие имаат одличен состав на протеини, меѓутоа дел од тие есенцијални аминокиселини не ги поседуваат. Во склоп на вегетаријанството верувам дека постојат сега и начини за суплементи, па на таков начин да ги добијат, или во текот кога планираат бременност, или во текот на една бременност, дека си дозволуваат барем дел од протеини. Не мора да значи месо, значи може да биде тоа во облик, не знам, на млеко, јогурт или белка од јајце, сето тоа се животински протеини, и на таков начин би ги внеле и тие есенцијални аминокиселини кои што им се потребни. И верувам дека на таков начин не би требало да биде проблем. Меѓутоа, сепак за тоа експертите за исхрана, јас сепак останувам на моето мислење дека разновидноста на исхраната е значајна, балансиран днес, квалитетен, не преобилна, тоа ги советувам и пациентките пред постигнување на бременност и пациентките кои што постигнале бременност и сакаат да износат една квалитетна бременност. Ова особено зборувам кога ги советуваме за начин на исхрана, квалитетот треба уште пред планирана бременност, дури да симнат ако се обезни, па после тоа да почнеме со нашите третмани. Што е со сексуално преносливите болести како ризик фактор за неплодност? Видете, сексуално преносливите болести се болести, значи инфламаторен прават, воспалителен процес во регијата на женските генитални органи. Дали тоа ќе биде само за почеток, може би да биде локален воспалителен процес, меѓутоа со еден мал пат на имунитетот и те како знаат да по асцендентен, велиме нагорен пат, да стигнат преку цервикалниот канал, да направат воспалителен процес на шуплината на матката, да поминат во фалопиевите туби и таму да направат воспаление. Ако направат воспалителен процес и тој не биде навреме препознат, може да се случи тубите се многу нежен орган, истите да бидат затворени, запушени. Така нема да има комуникација сперматозоидот со јајната клетка и ете тоа би бил тој тубарен фактор за неплодност. Сега има еден ризик фактор кој што би сакала да го обработиме, а тоа е земање на медикаменти по долг временски период и хемотерапијата. За жал, канцерот се почесте меѓу популацијата и би сакала и ве зборувај за тоа. Видете, колку е почест, веројатно е почест, немам статистика да би можела да кажам колку е чест канцерот кај нас и во светот, меѓутоа, она што знам е дека се понови и понови цитостатици постојат поефектни, поефикасни и нивни комбинации, така да денес не треба да се рачуна дека канцерот е неизлечива болест. Значи, 5-годишното преживување значи излекување од болеста. И тие пациентки секако дека, доколку се на млада возраст и доколку не оствариле до тогаш мајчинство, дека ќе посакаат после лекувањето, после ваквите третмани, да постигнат бременност. А кај овие пациентки, за жал, ефектот на терапијата која што долгогодишно ја земаат, и како знае да ги наруши оваријалните резерви, односно да ги уништи јајните клетки и тие пациентки потоа да немаат собствени јајни клетки. Ова го зборувам затоа што во основа на цитостатиците е да ги уништуваат клетките кои што брзо се множат. Вие знаете, канцерот е се клетки кои што без контрола се множат и ние сакаме нив да ги уништиме. Затоа кај таквите пациентки, нели, се сретнуваме со тешки анеми, со испаѓање на косата, баш од таа причина, затоа што ги уништуваат и другите клетки кои што брзо се делат во организмот на човекот. Кога кај една пациентка во денешно време не треба да се заборави пред да почне со хемотерапија, пред да почне со зрачна терапија за карциномот, да го посети одделот за репродуктивна медицина, доколку сака покасно во животот да постигне бременност. Во денешно време возможни се, значи, не лекувања, но зачувување на оваријално ткиво или зачувување на јајните клетки или зачувување на ембриони доколку има
партнер со кој сака понатаму да има потомство. Значи, од таа причина, еве, апелирам и нашиот оддел работи, знае како да ги советува пациентките. Наскоро би сакале да започнеме и со замрзнување на оваријално ткиво и секогаш кога пациентката е диагностицирана со болест за која ќе треба зрачна и хемотерапија, да се обрати до одделите за да добие соодветна стручна помош и советување како да ги зачува својата репродуктивна функција покасно. Битно е, не е безнадежно. Не е безнадежно, Има надеж, сигурна. Да. Во овој дел од прашањето сакав да кажете збор два и за една континуирана терапија, медикаменти, земање. Многу често алергиите се сега популарни, се земаат кортиколекови и дали тоа може да биде ризик фактор за неплодност? Видете, долгорочно земање на било каква терапија може своји реперкусии да има на оваријалната функција и на можностите нели таа жена да овулира. Кортикотерапија доколку е во високи дози знае, значи знае да делува. Антихистаминиците кои што се редовна терапија кај алергиските болести не би требало да имаат свое огромно значење. Меѓутоа, во секој случај, ако станува збор за автоимуно заболување, каде што покрај кортико треба и друг вид на терапија да се зема, секогаш предлагаме, значи, еден конзилиарен, мултидисциплинарен пристап кај пациентката. Колегата кој што ја води болеста, која и да е автоимуна, реуматска или било каква, да ги симни дозите, колку што може да ја стави болеста во ремисија, па потоа да испланираме бременност кај брачниот пар. Значи, не е невозможно да и пациентките кои што се на хронична терапија со други хронични заболувања постигнат бременост и се разбере во текот на бременоста, пак тој мултидисциплинарен пристап за да може да се износи безбедно до крај. Одлично, многу сте оптимистична, тоа ме радува. Верувам дека и нашите гледачи ќе бидат расположени слушајќи ве вас. Вистина вливате оптимизам за сите можни ризик фактори. Сега да го заокружиме овој дел, може ли да кажеме дали некои професии можат да бидат ризик фактор за неплодност? Има ли такво нешто? Па, видете, ако речете дали некои професии, стресот во кои професии го има? Стресот е фактор. Значи, и како е фактор кој што со бројни медиатори кои што организмот ги создава, и како знае некогаш да влијае да не може да се постигне бременост. Не велам дека е тоа трајно, меѓутоа сепак постои. Значи, добро, сите стресогени професии, еве да кажеме, професиите, кажав, за мажот особено, работа во со висока температура, па и возачите професионални, седат. Тогаш скротелните кеси се во една топлина, значи за нив се советува на секој неколку часа, бар пола час да излезат од возилото и да бидат со една лесна прошетка, само за да не се наруши тој процес на сперматогенеза. Значи, вакви совети им делиме кога ќе кажат дека се професионални возачи кои поминуваат многу време седејќи во возилото, ваков совет добива, значи кога видиме дека спермограмот е нарушен и дека е намален бројот на сперматозоиди. Сигурно дека вработените во хемиската индустрија, каде што има можност, независно колку многу сега се грижиме, нели, да и во работните простори, во работната околина, да се воведат тие мерки безбедносни, за да биде таа чиста, да биде воздухот коректен, за да не се дозволат, нели, болести кои што не само на репродуктивното, туку и на општата состојба на организмот може да влијаат. Знаете која професија ми паѓа на памет кога станува збор за жена? Балерината. Затоа што прочитав некаде дека енергијата и она што го троши една балерина е исто како еден рагбист, а станува збор за жена и женско тело. Може ли да биде Значи, таа јас ако на почеток спомнав, голема физичка активност, да, затоа и ве прашувам. Изгладнување. Балерините мораат да ја одржуваат својата тежина, дури се изгладнуваат. Некоја од нив која тежне е да биде прима балерина, ограничена е, значи дури и од она става која што има за нас исклучителна слава, таа треба да симни уште малку повеќе во тежина. Постои една критична телесна маса кај жената која што под која, ако ја симнеме тежината, велам, губиме менструација. Значи, ако се изгуби менструацијата, тоа значи немаме овулаторни циклуси. Значи, точно, таквите професии кои што се со енормна, голема физичка активност поврзани, кои што го редуцираат внесот на хранливи материи од тука и здравиот начин на исхрана, сигурно ако колку да се разновидни, ако се премногу редуцирани,
ќе бидат недостаточни за организмот добро да функционира. Така. Добро, и да не ги исплашиме нашите гледачи, еве и новинарите се во таа ризик група, бидејќи имаат стресна професија, но фала Богу во нашава телевизија многу бебиња се родија, новинарките се сите во ред и ме радува што е така. Еве повторно оптимизам кога станува збор за женската неплодност и професиите. Зборувавме досега за ризик факторите. Сега, постојат и причини за неплодност, ајде да ги разгледаме и причините, иако нешто нели кажавте. Нешто начнавме од тој дел, меѓутоа не зборнавме ни за испитувањата. Значено, испитувањата ќе се темелат на можните причини, односно предпоставените причини. Па јас би ги поделила, значи, кога зборуваме за гениталните органи кај жена, може причините за неплодност да потекнуваат од тубите, кои би биле оштетени, од воспалителен процес, непроодни, или самото оштетување ќе направи тие да се стеснети и недоволно функционални, па таквата пациентка може би ќе постигне бременост со можност да биде, со голем ризик да биде во матерична бременост, што сигурно не би посакувале. Проодноста, еве, тубите како орган ги кажавме, да се симниме матката како орган. Матката, значи, може да има аномалии. Жената да се родила со одреден облик на аномалија, која што е неспојува и со зачнување и со квалитетно износување на бременност. Тука спаѓаат, значи, то се повеќе групи на аномалии. Ние точно, ние кои што се бавиме со оваа професија, знаеме која аномалија, колку може да очекуваме кај жената и да се постигне квалитетно да се износи бременноста. Тука се миомите, бенигни тумори на матка, но и текако, особено доколку се субмукозни. Субмукозни значи дека растат во просторот на матката. Па ако еден миом расти во просторот на матката, тој го зафаќа местото каде што една бременост треба да се развива, односно да се случи тој процес на имплантација. Сигурно дека смета. Значи треба да биде отстранет, така се и полипите кои што постојат внатре во просторот на матката, би требало да бидат отстранети и тие сами за себе се причина за неплодност. Да се вратам на јајчниците. Така. Значи, таму се резервите на јајните клетки и таму се одредени болести кои што и текако можат да бидат причина за неплодност кај жената. Го спомнавме, нема да зборувам многу за оваријалните резерви кои што може да бидат нормални, може да бидат значајно намалени, а кај полицистичниот пак оваријален синдром бројни јајни клетки поседува, тоа се зголемени, полицистично изгледаат на ултразвук јајници и многу често се поврзани со неплодност, често се поврзани со ановулаторни циклуси, значи кај жената нема овулација, ако нема овулација не може спонтано да и се случи бременност и за жал не е само изгледот на јајникот полицистичен, она што ние со ултразвук го гледаме, туку станува збор за еден комплетно метаболен еден синдром кој што ги вклучува зголемената влакнатост на телото, енормната тежина, зголеменото ниво на инсулин во крвта, хиперинсулинемија и инсулинот е хормон кој што делува директно на центарот за глад и кога е зголемен, вели дека ние треба да внесеме нешто, особено да внесеме нешто сладко. Од тука и тежината им е зголемена и од тука многу тешко со исклучителен напор симнуваат во тежина, баш заради тоа што имаат потреба, заради ефектот на хормонот. И затоа велам, еден врзан процес во кој што баш таков метаболен синдром со ановулаторни циклуси кои што се причина за неплодност. Да не заборавам, кога зборувам за јајник, да кажам дека може да има јајникот и цисти, кои што оперативно мора да се отстранат. Ако се отстрануваат оперативно, невозможно и дел од здравото оваријално ткиво да не биде засегнато. Ако биде засегнато, значи ние хирушки сме и ги намалиле оваријалните резерви на жената. И особено ако е тоа пак на двата јајника. Значи, автоматски после еден таков хирушки оперативен зафат на јајници, пациентката би имала значајно помали оваријални резерви. Кога спомнавте цисти, морам да ве прашам, бидејќи има различни видови на цисти, дали тоа може да биде од видот на цистата да зависи оплодувањето? Видете, постојат работата на јајникот. Постојат точно различни типови на цисти. Постојат цисти кои што не се прави тумори. Резистентен фоликул кој што може да израсне до големина 4-5 сантиметри, исполнете со бистра содржина и најчесто за циклус 2 сам се повлеку. Би било погрешно да изоперираме таква пациентка.
Постојат цисти на корпус лутеум. Корпус лутеум е нормална формација која што после овулација се создава на ниво на јајник. Ако од некоја причина се собере течност или постоело некое крварење внатре во тој корпус лутеум, ќе се доима на ултразвук као да станува збор за некаква циста, дури за некоја патологија, да кажеме, на јајник, а станува збор само за жолто тело кое што крварело внатре. И замислете, пак, велам, погрешно би било да оперираме таква пациентка. Не за тоа што ќе го извадиме корпус лутеум како таков, но за тоа што заедно со него ние ќе ги нарушиме оваријалните резерви со тоа што ќе отстраниме и дел од здравото оваријално ткиво. Може ли тука да запреме малку, да ги погледнеме вестите во минута и кус блок реклами, па продолжуваме со темата. Еве не назад во нашата алфа ординација. Женска неплодност е темата за денеска. Наша гостинка е доктор Снежана Адамовска-Клисаровска, специјалист по гинекологија и акушерство, оделот за асистирана репродукција од Аџибадем Систина болницата. Јас, еве, во овој втор дел од нашава емисија би сакала да издвоиме минути за она што значи испитување. Иако на почетокот споменавме само дел од тоа дека се потребни испитувањата, сега може и подетално да кажеме нешто за тие испитувања што содржат. Да, на почеток јас кажав дека секогаш почнуваме со еден опсежен разговор со брачниот пар, врз основа на што почнуваме, односно ги назначуваме потребните исследувања. Во основа како базични исследувања се проверка на проодноста на тубите, постапка наречена хистеросалпингографија, постои уште една хистеросалпингосонографија. Малку покасно ќе зборувам како се изведуваат и што значат и двете процедури. Ендокринолошко исследување, значи хормонскиот статус на жената ни е битен и то не било кога и во било кое време, туку во текот на менструацијата кај жена помеѓу вториот и петтиот ден од менструален циклус. Да се има во предвид треба дека циклусот го броиме од првиот ден кога жената добила менструација. Значи прв ден е првиот ден на добивање. Помеѓу вториот и петтиот ден назначуваме хормонски исследувања во кои што спаѓаат сигурно гонадотропните хормони ФСХ и ЛХ, естрадиолот како таков, како продукт на јајникот. Тука спаѓа и тиреостимулирачкиот хормон, затоа што испитувањата на тиреоидната жлезда се многу значајни за нас. Тиреоидната жлезда го регулира метаболизмот на организмот и ако постои пореметување на функцијата на тиреоидна жлезда, и како може да има своји реперкусии во репродуктивната функција. Пролактинот да не го заборавам, значи хиперпролактинемијата е една од состојбите кои што се поврзани со ановулаторни циклуси, а со тоа и со неможност да се постигне бременост. Значи, овие 5 хормони кои што ги кажав, ги правиме базично, значи на почеток на менструалниот циклус, и кога би сакале да докажеме дали постои овулаторен циклус, кај жена која што има 28-дневен, најчесто имаат 28-дневен циклус, со тоа што помеѓу 25 и 34 денови се смета дека е нормален и уреден менструалниот циклус, би требале да назначиме и нивото на прогестеронот. Прогестеронот е хормон кој што се создава во корпус лутеум, во жолтото тело, после овулацијата кај жена, и своите највисоки вредности ги достигнува некаде 6-7 денови од функционирањето на жолтото дело. Значи, некаде 21-виот ден од менструален циклус. Па ако жената има 28-дневен циклус и 21-виот ден го одредиме прогестеронот, со една голема сигурност може да знаеме дали циклусот бил овулаторен. Еве, кога? Значи, ова нека биде во испитувањата кои што ги назначуваме за да потврдиме и отфрлиме дали постои овулација. Кога сакаме, реков, проодноста на тубите, да спомнам испитувања кои што постојат кај матката. Ултразвукот е неприкосновен. Новите ултразвучни апарати со опциите за 4D ултразвук. Значи со можност внатрешноста на матката да ја видиме и со можност да видиме дали постои аномалија, некаква преграда, дали станува збор за дворога матка, дали постои некаков полип внатре во внатрешноста на матката, дали постои субмукозен миом, оној кој што го спомнав претходно, за кој реков дека ако го зафаќа просторот каде што треба да се имплантира бременоста, реално не може да очекуваме да и се случи на жената, односно тоа ќе биде една од причините за брачна неплодност. А да се вратам кај исследувањата
Значи, ке овие базични, да не го заборавам, сопругот. Значи, денес зборуваме за женска неплодност. Меѓутоа, спомнав дека брачниот пар доаѓа кај нас и дека во склоп на испитувањата, во склоп на тие базични исследувања, обавезно се одредува, се прави спермограм и се прави бактериолошка, микробиолошка анализа на спермата. Тоа е едно и единствено испитување кај партнерот кој што го правиме. Ако добиеме добра бројка, значи зборувам за број на сперматозоиди во 1 милилитар, нивна подвижност и нивна морфологија. Ако сето тоа ги задоволува критериумите, други испитувања немаме потреба да направиме. Но, ако машкиот партнер има некакво пореметување во спермограмот, во тој случај треба да го испратиме, значи за понатамошни исследувања за кои што ако имаме време ќе поразговараме, ако не ќе продолжиме со испитувањата кои што ги назначуваме кај жената. Плодноста на тубите ја спомнав рентген процедурата, значи хистеросалпингографија. Станува збор за рентген процедура кога ние како гинеколози вбризгуваме контрастно средство преку матката, значи слично се изведува како и гинеколошкиот преглед, со тоа што постои еден специјален шприц кој што треба да вбризга во просторот на матката контрастно средство, што би било детектирано со помош на рентген зраци, и тоа контрастно средство понатаму треба да си го најде својот пат кон тубите. На таков начин, не само што ги детектираме како се поставени, каде се најдуваат тубите, каква е нивната продност, има ли отпор во текот на самата процедура. Многу податоци ни дава и самата процедура и нејзиното изведување, за да се посомневаме дали постои тој тубарен фактор за неплодност. Велам дека процедурата ја работиме заедно со рентгенологот, на рентген одделите, одиме ние како гинеколози, рентгенологот е таму и заеднички ги читаме сликите кои што сме ги добиле, не само продност на туби, и тоа како добро се гледа просторот на матката и ова што претходно го спомнав со ултразвук, значи истото може да биде потврдено и со помош на хистеросалпингографијата. Уште една таква метода е хистеросалпингосонографија. Значи, средство контрастно исто, но со помош на ултразвук го пратиме проидувањето. Плодноста на тубите ќе ја докажеме и на овој начин, меѓутоа малку потешко е да ги визуализираме тубите, нивниот пат, каде точно се најдуваат, дали анатомски правилно се поставени према јајчниците, така да мислам дека оваа метода е помалку значајна и помалку податоци ни дава, отколку класичната хистеросалпингографија со помош на рентген зраци. Така. И сума сумарум, од ваше искуство, што вели статистиката? Кој повеќе... Сума сумарум, вака изгледа. Значи, еве на третини ако го поделиме. 1/3 се проблеми кои што се причини од страна на женскиот партнер. Мене повеќе ми изгледа од тоа што 1/3 кај машкиот партнер и другата третина, еве да не 10% ги оставаме на страна, так. Значи, се обострани причини за стерилитет. Знаете, мал ситен проблем може би кај жената, мал проблем кај мажот, не велиме дека нема сперматозоиди, но и кај мажот и кај жената по многу малку ако постои некој проблем, и како може да има значење во природно, значи сакано постигнување на бременост, па им треба ситна помош од нашите од одделите каде што ние работиме. Останува еден мал процент на пациенти, значи намерно ги остави идиопатскиот стерилитет. Значи, тоа се парови каде што со нашите испитувања, со нашите истражувања, не сме нашле причина за брачна неплодност. Ниту кај жената, ниту кај мажот. Интересно и тоа да го разработиме, само да го чуеме гледачот кој ни се јавува. Добар ден. Добро. Ќе ни се јави повторно, се исклучил. Кажете за тој вид на неплодност, идиопатскиот стерилитет, значи, кога реков со инвестигациите, со исследувањата кои што ги имаме на располагање, генерално нема причина, но брачниот пар не постигнал бременост. И ваквите парови знаат, значи, после првата или после втората година да се обратат до одделите, погрешно би било да ги вратиме. Слушајте, нема кај вас проблем и вие продолжите да се обидувате. Тоа е таа 1/3. Не, ова се 5 до 10%. Инаку третините кога ги поделивме, рековме третина проблеми кај жена, третина проблеми кај маж, и друга третина се заеднички.
И, значи, со испитувања сме нашле и кај едниот и кај другиот дека постои проблем. Аха. Значи, така од прилика. Добро. И овој број што останал се тие идиопатски. Не сме нашле причина, но не постигнуваат. Значи, погрешно велам би било да им речеме вратете се и обидувајте се. И кај нив, независно што не сме нашле причина. Ако тие природно се обидувале неколку години, 3, 4, 5 години се обидувале и не постигнале, независно што ние со нашите инвестигации не сме нашле проблем, сепак треба да им понудиме некакво решение. Добро. И сума сумарум, јас пак истото. Добро. Кој е повеќе, жената, мажот или она третата? Значи, ако, еве, вака ги кажеме, пола-пола би биле причините. Значи, дел се на жената, дел на мажот и овој дел заеднички. Значи, и кај едниот и кај другиот пар се најдува проблем дека постои. Значи, генерално тука некаде 50-50 би рекла јас дека се проблемите и кај едниот и кај другиот и затоа многу ми смета како професионалец кога се обвинуваат или кога доаѓа семејство и само жената ја носи на преглед. Ја носи жената и вика нашата невеста не останува трудна. Секогаш го барам и мажот, значи го барам партнерот да дојде и заедно да дојдат во ординација. Не може само еден. Да. А дошол ли само маж? Да. Добро. Интересно е што дури се случило и пред да планираат бременност, да дојде маж и да рече докторка имам еден спермограм, сакам да ми го прочитате. И јас секогаш мислам дека значи прошол некој период кога тие се обидувале па не постигнали, човекот дошол да направи спермограм за да види да не има некаков проблем кај него. И пациентот кажува не, немам никаков проблем, ама ние сакаме да почнеме да се обидуваме. Значи, превентивно луѓето делуваат во сегашно време. Веројатно се исклучително многу информирани, читаат, гледаат, интернетот сега ни е достапен на сите нас, така да многу се информирани за тоа што треба се како предуслов за да се случи сакана бременност. Да. Само да проверам дали го имаме сега гледач од режија. Добро. Имало случаи кога се подвргнувале на третман брачните парови и да речеме еден подолг период ништо, ќе се откажат и ете го дошло бебето. Има и такви случаи. Што е тоа? Што се случува тогаш? Малку се опуштаат или психолошкиот фактор? Има психолошки фактор, несомнено дека тој постои. Ама јас не би рекла дека кај нив немало некаков проблем. Нам ни се случува, например, после макотрпни терапии со инвитро фертилизација и да се постигне бременност, пациентката да ја износи таа бременност и да се породи, и потоа во период кога таа се уште дои или знае дека не постигнува бременност, па воопшто не се ни чува, им се случило природна бременност. Не дека за првиот пат не постоеле причини за да не се постигне бременност. Меѓутоа, бременоста и текако значајно делувала во крвоснабдувањето на гениталните органи, во тоа што јајникот не работи. Значи, јајникот се одмара во текот на една бременност, постелката е орган кој што ја превзема и хранителната, и хормонската функција во бременноста, така да тие јајници одморени, нели, во текот на една бременност, после тоа значајно може да почнат коректно да работат, значи да имаат овулаторни циклуси и на луѓето да им се случи, значи претходната бременност придонела тераписки да им се случува понатаму спонтано забременување. Да. Добро, интересни се и тие случаи. Да. Еве го имаме гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве поздравувам вас и докторката и имам едно прашање за докторката. Дали ако сака малце поопширно да ни објасни зашто многу малце во Македонија се зборува за ендометриоза, така го тоа ни беше сега наред. Да, ама не многу малце се зборува од нивна страна на гинеколозите. Зашто знаеме дека една сериозна болест, би сакала да знам и од како доаѓа до таа болест. Така. Да. Еве сега. Ве поздравувам. Ви благодарам. Пријатно. За прашањето, токму тоа сакав и да ве прашам. Да. Еве јас се заблагодарувам на гледачката која што се јави и постави едно навистина клучно и интересно прашање кое што е поврзано со брачната неплодност, односно со неплодноста кај жена. Колку се зборува и дали се зборува и дали имало емисии, навистина не знам, но кога зборуваме за неплодност и кога зборуваме
за причини за неплодност, секогаш ја споменуваме ендометриозата. Невозможно е да не се спомене, затоа што 30% од пациентките кои што доаѓаат во ординација и се жалаат дека постои неплодност, кај тие пациентки се утврдило дека станува збор за ендометриоза. Нема да навлегувам, слушнав во прашањето дека би сакала да објаснам зашто се јавува болест. Се уште полемики постојат, значи научниците се уште дебатираат која е причината и зошто се јавува ендометриоза. Па тука се спомнати генетски фактори, па тука се спомнати менструална крв која што од матката оди преку тубите, значи регургитира према абдоминалната празнина и дел од здрави ендометриални клетки се имплантираат и така се случува ендометриоза. Или по хематоген пат, значи крвта, ендометриални клетки влегле во нашата крв и со крвта стигнале до некој оддалечен орган, како што е плуќа, да кажеме. Па таму, точно е дека и таму се најдува ендометриоза и мислам и оперативно дури тогаш има потреба да се решава. Не кажав што е тоа ендометриоза, значи почнав да зборувам дека е причина за брачна неплодност. Нормално ендометриум има во внатрешноста на матката. Тоа е оној слој кој што расте под дејство на женските хормони, се трансформира од еден интензивен раст во една секреторна трансформација доживува. Сето ова е направено, организмот го направил да направи матката, односно внатрешноста на матката одлични услови за имплантација. Секој месец матката се спрема да биде трудна. Значи да носи една бременност. Секој месец се спрема да стигне до нејзе оплодена јајна клетка и да ја овозможи хранителна подлога, да се случи имплантација и да стартува една бременност. Таа е таа секреторна трансформација на ендометриум. И ако не се случила, значи ова е се под поддршката е прави жолтото тело во јајник, со лачењето на хормоните. Не се случила бременност, се случува десквамација, значи изљуштување на тој внатрешен слој и жената добива менструација. Тоа е менструацијата, љуштењето, односно некрозата, да кажам, уништувањето на тој слој кој што се спремала, ама не се случила бременност и треба да се изменструира, па со дел од ендометриалниот слој, значи ендометриалните клетки и крвта која што заради отворените крвни садови биднува, се јавува менструацијата во секој месец кај жената. Ако дел од овие клетки ендометриални се најдат надвор од маткината, од просторот на матката, од кавомутери, тогаш станува збор за ендометриоза. Значи можат да се најдат било каде, во соседните органи, значи органите, како што е тубата, како што е јајчникот, околината, значи тука спаѓа перитонеалната празнина, во малата карлица, значи тука да постојат такви налепи. Но спомнав дека постојат и оддалечена ендометриоза која што се јавила, кажеме, во белодробието. Значи, за нејзе се смета дека стигнала по крвен пат, дека стигнали тие ендометриални клетки и таму си нашле простор за имплантирање и таму почнал процесот. И што се случува? Овие ендометриални клетки сега се зависни од хормоните кои што секој циклус се случуваат. Значи, како е динамичен циклусот, нели, едни хормони почнуваат, па потоа жолтото тело после овулација, други хормони создава. Постои една зависност на ендометриалните клетки и тие слично се понашаат надвор од матката, како овој ендометриум, кој што се однесува во матката внатре. Значи, се создава исто крв, исто десквамираат, исто нови се создаваат. И од тука, на ниво на јајник, се создаваат тие така наречени чоколадни цисти, терцисти на јајник, кои што се ендометриоза, значи, таму биднала и таа се случува секој љуштење, секој нов месец, се повеќе се зголемува таа чоколадна во наводници содржина која што постои во нив. Доколку станува збор за некоја подруга оддалечена локација, се јавува болка. Како се зголемува, нели, обемот на тоа жариште, прави дистензија, притисок на околината и се јавува болка. После менструација спласнува и жената не се жали на болка. Цикличните вакви промени нам, како специјалисти, не тераат да помислиме на оддалечена ендометриоза. Значи, на таков начин ја откриваме. Сме имале ендометриоза на ожилјакот од царски рез. Сме оперирале пациентка, сме направиле царски рез, некоја ендометриална клеткичка нашла добро место за имплантација во мускул, во фасцијата, во масното ткиво. Тоа се сите слоеви на стомакот кои што мора да ги отвориме за да стигнеме до матката.
И на тоа место се создава жариште. И пациентката точно кажа, овде ме боли во средина на циклус ужасно, после тоа спласнува болката. На таков начин, значи тоа е и опипливо, значи го гледаме и на таков начин реагираме. Да се вратам како причина за неплодност. Замислете си еден јајник кој што ги поседува овие ендометриотични жаришта, значи ендометриоза со терцисти. Не само што се нарушува оваријалната резерва, значи го нарушува постоењето на јајните клетки со своето постоење таму, со притисокот кој што таа циста формирана го врши на околината. Нивното прскање пак прави една инфламаторна, да кажам, реакција на околината, па се создаваат и сраслини. Па тука се вклопуваат тубите, пошто се исклучително блиску како орган. Значи, еден адхезивен процес кој што ги вклопува и тубите и јајниците и да сака јајникот да изовулира коректно, нема каде да се ослободи таа јајна клетка заради бројните сраслини кои што постојат во регијата. Од тука, ендометриозата сама по себе како причина не само што ги нарушува оваријалните резерви, туку ја нарушува проодноста на тубите, ги затвара тубите, значи прави и ризик за вонматерична бременност евентуална, но многу често прави е причина за неплодност. Може ли да се излекува ендометриозата? Од ова што го кажавте, претпоставувам дека не постои превенција, но дали може да се... Убаво прашање. Значи, ние нема. Ендометриозата е болест на млади жени, на жени кои што се во репродуктивен период, кои што сакаат да имаат деца. Никогаш не е болесна. Кога жената влезе во менопауза, јајник не работи, таа се повлекува и да ја имало, сега е незначајна. Она што треба да го кажеме, секое сомнение, значи за ендометриоза кај пациентката, и на ултразвук може да се постави такво сомнение. Реков дека нашите ултразвучни апарати се итекако софистицирани, значи станува збор за една високо достигнување на техниката и дури и крвоснабдувањето можеме да го видиме во регијата, значи многу опции ни нудат. Постојат и туморски маркери кои што се покачуваат кога постои ендометриоза. Значи неколку работи заедно ќе ни сугерираат на тоа дека во регијата постои ендометриоза. Нема да излекуваме, но може да оперираме и во дел да ги ослободиме. Значи, да ги отстраниме тие чоколадни цисти на јајник, да ги решиме сраслините кои што постојат. Ризикот за да се поформираат повторно постои, но оној момент кога ќе го разрешиме, ќе ја разрешиме ситуацијата, треба што побрзо да постигнеме бременост кај пациентката. Бременоста сама по себе лекувачки делува. Третман прави на ендометриозата. Зошто? Нема ендометриум, нема менструација, жената е бременна и има, реков, постелка која што има друга хормонска функција. Јајникот одмара, така да ендометриозата е ставена во мирување. Значи, кај сите пациентки каде што постои сомнение за ендометриоза, ако има потреба, минимална ендометриоза, некогаш и нема потреба за лапароскопија и некој обсежен оперативен зафат. Но, и кај тие пациентки сакаме што побрзо да постигнеме бременност. Баш од причината терапискиот ефект кој што бременоста го има. Што не значи дека по бременоста не може да се врати. Може да се врати. Да. Да го Сигурно кажеме дека и може тоа, да се дека врати. не е исклучено после бременост. Знае да остане во мирување еден подолг временски период. И тоа е исклучително важно, велам за овие, секогаш е млада жена во прашање. Да. И секогаш треба да се посомневаме, например, еден од симптомите, болка при сексуален однос или интензивна болка во текот на менструација, дисменореја. Има ли такво нешто? Да мислиме треба на ендометриоза, дури и кога не ја гледаме со ултразвук. Така. Ајде да ги чуеме гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Би сакала да прашам за внуката. Намалени се резервите. И рекла да пие таблици ДХЕА, така нешто, кои се набавуваат од странство. Дали постои надеж да се појават јајни клетки, да се од тие таблици? Колку годишна е пациентката? 36. 36 годишна. Има ли фамилиарна предиспозиција за рана менопауза во семејството? Па не. Имала ли претходни страдања и операции некакви на јајниците? Не. Немало. Добро, ќе се обидам да ви одговорам. Значи, дехидроепиандростерон сулфат е лек кој што е благ андроген, значи машки хормон е во прашање,
кој се смета дека прави пријатна средина внатре на ниво на јајник и помага во да се регрутираат некои, да не речеме заспани во наводници, јајни клетки кои што постојат, ама кои што заради одредени причини на да кажам внатрешна средина на ниво на јајник не дошле до израз и не го тргнале својот пат да направат добар фоликул и да се случи овулација кај пациентката. Давањето на ваква терапија во текот на 3 месеци, обично практикуваме во текот на 3 месеци, може, но не мора да значи дека ќе биде од помош. Имаме пациентки кои што имале бенефит од ваквата терапија, но имаме пациентки каде што воопшто немало никаков ефект. Она што би сакала да го советувам кај пациентката, да се процени колку се реалните можности, значи 36 годишна пациентка се уште очекувам, дури и неколку фоликули да се, дури еден да поседува квалитетна јајна клетка. Кај ваквите пациентки никогаш и да стимулирате и терапија да биде со енормен број на ампули во текот на една инвитро фертилизација нема да се добијат број на јајни клетки, затоа што ги нема. На почеток уште спомнав, значи лековите служат да стимулираме постоечки резерви, не да создадеме нови. Кај ваквите пациентки кои што се уште се да кажем околу периодот, околу годините кога уште има квалитетни, независно што се многу малку, доколку постои можност, секој природен циклус треба да се следи. Во природен циклус некогаш знае еден фоликул да се реализира и тој фоликул ако го испунктираме и добиеме квалитетна клетка, истата да биде оплодена и да биде вратена во матката како квалитетен ембрион. Ова е таа постапка на природен инвитро циклус за кој би можеле покасно малку да зборуваме. Така. Имаме уште еден гледач, ајде да го чуеме. Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до докторката. Сакав да ве прашам вака, последно менструален циклус добив на 17.1. Сега во теков на наредниот месец, пошто бев на преглед и ми каже кој, да речем, си ги пресметав и само плодните денови, затоа што сакав да останам бремена, испадна дека сега последно направив во петокот тест, испадна дека е позитивен. Меѓутоа, кога ојдов понеделникот на доктор, не можеше да види дека има нешто во матката и ми рече дека може да види во матерична бременост. И сега дали чувствувам некои одредени симптоми. Јас немам симптоми на болки или било шо. Па ме интересира дали е можно да е рано, се уште да не се види и да почекам одреден период или да правам некои одредени испитувања за тоа. Дали имате редовни менструални циклуси? Не, немам редовни. Касни или циклуси? Месеци нешто од прилика ми. Значи, очекуваме ако сте имале на 17 јануари последна менструација, вие немате овулација на 3-14 ден како во 28-дневен циклус, туку вашата овулација е веројатно покасно, во зависност од тоа колку долг е циклусот. Ако ви касни, значи понедела 2, како што кажувате, реално сте имале покасна овулација. Постои можност, уште да не е видлива, да е бременноста во матка и да е квалитетна, но секогаш постои можност и за вонматерична бременност. Ве молам, направете го титарот на хормонот на бременност, значи бета-ХЦГ, нека ви направат титар од крв и нивото на бета-ХЦГ ќе сугерира дали има бременност која што реално треба да ја видиме со ултразвук. Затоа што ако титарот на бета-ХЦГ е над 1000, таа бременосна врекичка, гестацијски сакус треба да може да биде виден во матката или надвор од матката како во матерична бременност. Ова би требало, мислам, вашиот доктор ќе знае да ве испрати во сите лаборатории се работи овој тест. Така. Добро, Рижија, имаме ли гледач? Не, добро. Лекување на женска неплодност и начини за оплодување, тие две прашања да Добро. ги одговориме заедно. Стигнавме, значи, така, веќе зборувавме испитувања, зборувавме за причините за брачна неплодност и неплодност кај жената се разбира. Кога станува збор за лекувањето, значи, би сакала да кажам дека во сегашно време индивидуален многу индивидуален е пристапот према брачниот пар. Значи, нема глобално да зборуваме ваков или таков начин на лекување, туку врз основа на сите претходни исследувања кои што сме ги направиле, врз основа на наодите кај машкиот и женскиот партнер, ќе предпоставиме која од методите кои што ги имаме на располагање ќе биде најсоодветна за нив. Јас секогаш седнувам и разговарам. Разговарам
врз основа на анамнезата која што сум ја зела, врз основа на испитувањата кои што ќе ми ги донесат, спомнав дека се зависни од деновите на циклус. Значи, и да сакам, во еден ден не можам да ги завршам сите исследувања. Значи, ќе ги исчекам првичните исследувања кај брачниот пар и потоа ќе седнеме да разгледаме што имаме од наоди и каков пристап, со кој тип на третман да започнеме. Доколку станува збор за млад брачен пар, жена која што е млада, со многу регуларни менструални циклуси, со спермограм кој што е уреден, кој што само 1 година се обидувале. Не е штетно ако кажеме дека треба да продолжат да се обидуваат. 1% од овие парови во текот на втората година ќе постигнат бременност. Меѓутоа, доколку да се навратам, испитувањата ги правиме некогаш и кај младите парови, најдуваме значајно нарушување и треба да советуваме веднаш некои од облиците на лекување. Значи, не е, ако испитувањата се во граници на референтните вредности кои што ги очекуваме, може да ги вратиме и да кажеме да продолжат да се обидуваат, велам особено ако е жената млада и станува збор за еден млад брачен пар. Меѓутоа, доколку станува збор за повеќе годишен стерилитет, доколку станува збор за возраст кај жената, тогаш, врз основа на испитувањата, ќе се обидиме, велам, со еден индивидуален пристап да понудиме метода на лекување. Доколку има проодни туби, доколку јајниците поседуваат јајнични резерви, доколку постои гранични нивоа на спермограмот, значи не станува збор за исклучително лош спермограм, туку сепак постои одредена бројка на сперматозоиди кои што очекуваме да имаат фертилна способност, односно да оплодат јајна клетка, може да ја понудиме методата на стимулација на јајници и инсеминација. Што значи ова? Пациентката е контролирана. Значи, почнуваме со блага стимулација на јајникот со помош на лекови, кој тип на препарат ќе го избереме на вистина, тоа зависи од нашето искуство, зависи од типот на јајникот, од тоа за каков тип, нели, полицистичните јајници поинаку можеби ќе ги третираме од еден јајник кој што има нормална структура, меѓутоа имаме на располагање лекови кои што можат да бидат стимулатори на растот на фоликулогенезата и потоа и на процесот на овулација, така да вака стимулирана пациентката нам ни е под контрола. Следиме раст на фоликули. Гледаме колку тие фоликули го тргнале својот пат кон доминантен фоликул и можноста да се случи овулација. Кога е време за овулација, значи кога фоликулот достигнал димензии, да кажеме од 18-19 мм, го даваме HCG хормонот, значи хориогонадотропниот хормон, кој што треба дефинитивна матурација, созревање, да изврши на јајната клетка и да се случи овулација. Тогаш правиме тајминг за инсеминација. Зошто инсеминација? Можеме да оставиме и природно да се обидуваат, но со инсеминацијата партнерот остава материјал 2 часа пред планирана инсеминација. Тој материјал оди на обработка. Со обработката се концентрираат квалитетните сперматозоиди и како концентрат на сперматозоиди ги внесуваме директно во матката. Што правиме со тоа? Загубата низ вагина нема да ја има. Значи нема да ни се изгубат дел од квалитетните сперматозоиди. Им го скретуваме патот. Воспротивно, ејакулацијата би била во вагина, а сега високо во матка сме ги внеле. Значи, уште тубите треба да се пројдат и сперматозоидот да ја најде јајната клетка. Значи, на ваков начин сметам дека ги зголемуваме шансите да се постигне бременност, но морам да кажам дека од еден сработен циклус, независно колку добро сме ја тајмирале, колку фино сме направиле стимулација, колку добро сме ја истајмирале овулацијата кај жената и инсеминацијата, процентот на постигната бременност од еден циклус е нешто и под 20%. Значи, треба да се работи и нема место за разочарување ако овие предуслови се исполнети. Така, вие велите треба да се работи и треба упорност од страна на брачниот пар, а работа од кај вас. Добро, еве да го чуеме следниот гледач. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до гостинката. Сакам да ја прашам докторката, значи јас бев во борба со идиопатска неплодност близу 9 години. Пред 2 недели имав трансфер на 2 бластоцисти и во понеделникот имав бета-HCG од близу 1400. Па прашање до докторката, дали сега ако правам еко би се видело дали е нормална бременост срцето или да почекам малку? Ви честитам.
Вие сте бремени, Благодарам. значи 1400 вредност на бета-ХЦГ треба да ни покаже бременост во матка. Отидете на ултразвук, најчесто советуваме. После трансфер на бластоцисти или независно и трет ден на ембриотрансфер, советуваме после 5 до 7 дена од позитивен тест на бременост да отидете кај вашиот доктор за да може да ја констатира бременоста. Што убаво. Да. Ова Честитки. честитам, да, мене ме погоди, искрено да ви кажам, баш се израдував и јас. со нашите пациенти. Еве, убаво што го кажавме ова. Следниот гледач, повелете? Да. Ве слушаме, повелете. Ало, Да, повелете. јас сум жена у години, например, после 20 година, пошто менструација ме ставила, тогаш добила едно. И то прокрварила многу. На то докториве казали да треба да правим операцију на грло од маска. Грлото на маска. Дали е тоа вашето прашање? Дали треба да правите операција? Треба да се прави операција, али Значи, сакам одма да ви кажам. После 20 години немање на циклус, секое крварење кое што ќе се јави, ние велиме и после 1 година. Ако менструација жената нема 1 година и добие некакво крварење, време е за преглед. Затоа што не мора ништо да значи, но може некоја патологија се крие од просторот на матката, значи од внатрешноста, или од грлото на матката. Нема менструација после пројдена година, 2, 3 од завршено крварење, од завршени циклуси. Кај оваа пациентка, која што се јави 20 години од менопауза, станува збор најчесто за крварење или од просторот на матката, и за жал некои од тие крварења може да бидат и лоша болест, каков што е ендометриалниот карцином, или пак станува збор за проблем од површината на грлото на матката, како проблемите во врска со карциномот на грлото. Не сакам да ја исплашам, апсолутно. Атрофија некогаш, пошто женските органи се зависни од хормоните кои што ги имаме во репродуктивниот период. И може да се случи само процесот на атрофија и на калемена инфекција да направи оштетување и да се појави крварење. Но сигурно дека не треба дома да седи. Сигурно дека треба да се обрати кај својот доктор и ако и кажале дека треба да се направи некаква диагностичка процедура, значи нешто е сомнително, нешто е суспектно, обавезно биопсија, врз основа на тоа диагноза и понатаму да се помине кон, ако треба и пообсежен оперативен зафат. Во денешно време работите се лекуваат, се оперираат, само диагнозата треба да ни биде навремена. Да, добро. Бидејќи изминува времето, јас за крај, за последно прашање, би сакала да ве прашам, постојат ли некои нови методи? Обично кај вас во Аџибадем Систина има стално нешто ново за лекување на оваа женска неплодност или брачна неплодност. Видете, јас добро, спомнувавме лекување, спомнав инсеминацијата, некоја друга емисија можеби за вештачкото оплодување имаш многу што да се кажува. Го очекуваме. Да, за вештачкото оплодување само го споменувам ако навистина немаме време да разговараме и да кажеме како оди таа процедура. Имавме гледачка која што ни ја спомна процедурата и кажа дека бластоцисти сега е бремена. Што се однесува новини. Постојано сме во тек со новите работи, ние и нашата болница, ние како оддел, новите работи кои што се случуваат во областа на репродуктивната медицина. Би сакала во оваа прилика да спомнам дека многу зборувавме, го исцрпивме оваријални резерви, нели кажавме возраст, кажавме што значи староста кај жената и губењето на оваријалните резерви. Вие ме прашавте за хемотерапија и зрачна терапија кај карциномот, кој денес реков дека не треба да се рачуна за болест која не може да биде излекувана. Морам еден апел до сите пациентки кои што допрва треба да ја реализираат својата репродуктивна функција, да доколку им биде диагностицирана тешка болест заради која што би требале да поминат зрачна хемотерапија. Значи процесот на лекување е долг,
знам дека е макотрпен, но вродува со плод, значи со резултат 5-годишно преживување, рачунаме дека станува збор за излекување, па после тој период веројатно ќе сака да постигне бременост, но ваквата терапија, зрачната терапија и цитостатската терапија ги уништуваат јајниците и ги уништуваат јајничните резерви. Денес постои можност и за да се смрзни и оваријално ткиво. Тоа дури во младите кај децата, женските деца кои што се пред пубертет е возможно да се направи, а за жена која што е во репродуктивен период може да се смрзнат јајни клетки, доколку има партнер со кој што понатаму во животот сака да реализира потомство, може да се смрзнат и ембриони и да и бидат една резерва за понатаму. Ако не се случи уништување на јајничните резерви, во ред ќе се случува бременост, може би по природен пат, но нека ги имаат тие резерви. Во нашиот оддел смрзнувањето на јајни клетки и смрзнувањето на ембриони одамна е. Размислуваме и веќе дел од екипата беше на едукација за смрзнување на оваријално ткиво. Рачунајте дека таквото оваријално ткиво не само што коректно ќе биде смрзнато, туку треба да постои следна постапка, реимплантирање во организмот на жената и само да почне да работи. Значи во светот си се опишани спонтани бременности кај вакво реимплантирано оваријално ткиво. Одлично. Ви посакувам уште многу среќни парови, значи многу излекувани брачни неплодности и да се радувате со вашите пациенти и секако да грабите се повеќе од новините во медицината за тоа како да ја зголемиме популација кај оние кои што имаат проблем. Ви благодарам за убавите зборови. Чест ми беше што бев дел од денешнава ваша емисија. Се надевам дека некои работи разјаснивме. Така, ви благодарам за гостувањето. Да подсетам дека доктор Снежана Адамовска-Клисаровска, специјалист по гинекологија и акушерство од одделот за асистирана репродукција од болницата Аџибадем Систина, денеска беше заедно со нас. Ја завршуваме алфа ординација со покана и натаму да останете на оваа фреквенција. Интересни содржини можете да погледнете. Од мене добар и убав ден. Утре со нова тема. Довидување.